Здраво, другарчиња, еве на повторно со нашите омилени мини вести. Како што знаете, и овој пат ќе ви изненадиме со интересни содржини. Денеска во мини вести ќе одиме на аеродромот и ќе дознаеме се за хеликоптерите, а ќе видиме и хеликоптер во живо. А пред крај ќе го прославиме светскиот ден на слагалиците, нашата омилена занимација по дома. Не го менувајте каналот, гледајте мини вести. Едва чекам да го видам првиот прилог. Марко е многу возбуден, бидејќи денеска ќе зборуваме за хеликоптерите. Токму така, бевме на аеродромот Петровец. Јас сум Даријан и денес се ќе научам за хеликоптерите. Како се вози хеликоптер? Здраво, Даријан, добре дојде во Центарот за обука на пилоти. Кај нас се учи да се лета хеликоптер. Најпрво тие што ќе дојдат како ученици кај нас, кај нашите кандидати, најпрво летаат на авион, меѓутоа потоа продолжуваат со својата обука на хеликоптери и на крај завршуваат како пилоти на хеликоптер. Се лета со помош на командите кои што се наоѓаат натре во кабината и ќе ги видиш малку подоцна, а ќе ти покажам како се користат и како лета хеликоптер. Дали е полесно да возиш хеликоптер од авион? Вака, ние пилотите тоа го нарекуваме техника на пилотирање. Авионот и хеликоптерот имаат потполно различна техника на пилотирање и различно се летаат. Командите реагираат различно и пилотите различно ги користат. Заради тоа не би можел да ти кажам дали е полесно или потешко да се лета авион или хеликоптер. Секој си е засебен за себе и е различен за летање. Меѓутоа кога еднаш ќе научиш, веќе не представува проблем. Можеш ли да слеташ на зграда? Да, значи дел од она обука која што ја поминуваат кадетите кај нас е и слетување на такви места. Во Скопје има неколку места, неколку згради кои што се предвидени за слетување. Значи најпрво не станува збор само за можностите на хеликоптерот, туку и дали подлогата е подготвена за такво нешто. Низ нашиот град има неколку места кои што има такви, се така подготвени и може да се слета на тие згради. Што е подобар хеликоптерот од авион? Како што веќе спомнавме, може да слета и на зграда, така авионот не може да слетува на такви места, потребна му е писта за полетување и слетување. Тоа е единствената придобивка на хеликоптерот. Тој може да слета на места кои што не се предвидени за слетување на авиони. Јас сум Даријан и ја поздравувам од кај хеликоптерите. Денеска ќе зборуваме за сложувалките. Јас многу сакам да редам сложувалки.
Мене ми помагаат другарките кога имаат многу делови. Гелина, дали знаеш дека дома можеш да направиш сложувалка? Не знам, но сакам да дознам. Сега ќе ви ги покажеме сите детали. Сложувалките имаат големо и незаменливо значење во нашиот развој, а сложувањето слагалици е една од игрите кои го стимулираат учењето и го развиваат нашиот мозок. Но освен што се одлични за нашиот развој, тие се лесни и за правење по дома. За да ја направиме нашата прва предлог слагалица, ќе ви биде потребен картон, сликички, боички или фломастери. На тенкиот картон залепете ги сликичките кои ги имате по дома, или ако сте навистина креативни, тогаш со боички или фломастери сами нацртајте го дезенот. Следно, мама или тато нека го исечат картонот диагонално, а потоа измешайте ги добиените делови и забавата може да почне. А доколку сте расположени за учење преку слагалици, и за тоа имаме супер идеја. Што велите за сложувалка со геометриски форми? За овој тип сложувалка потребна е хартија во боја на која ќе нацртате различни геометриски фигури. Потоа исечете ги на мали делови и почнете со сложување. Така ќе се забавувате, но ќе ги научите и геометриските форми. Кога веќе решивме да учиме, ајде да го сложиме нашето име со помош на сложувалка. Потребни ни се листови и фломастер. На листовите напишете ги буквите од вашето име, а потоа исечете ги, така што ќе добиете делови кои меѓусебно се сложуваат. На овој начин ќе ги вежбаме буквите, но и ќе знаеме да си го напишеме нашето име. Надвор е ладно, па сложувалките се идеален начин за забава по дома, без разлика дали тоа ќе го правиме сами или со нашето семејство. Во здраво тело, здрав дух, сите знаеме оваа мудрост. Тоа значи дека треба да спортуваме за да бидеме здрави. На почетокот на ова издание ќе ви откриеме како настанале спортовите. Кои се најстари спортови во светот, погледнете и дознајте сега. Често слушаме дека треба да бидеме физички активни, односно да спортуваме ако сакаме да бидеме здрави. Но што е физичка активност? Под овој поим, чичковците експерти велат дека се подразбира секое движење на телото со кое се троши енергија. А енергијата која ја имаме во изобилство, најдобро е да ја трошиме на некој спорт. Дел од нас сакаат релаксирачки спортови, а други пак предпочитаат да бидат активни и да се надпреваруваат. Токму поради ова, во спортот постојат индивидуални и групни спортови. Индивидуалните спортови се оние во кои вежбате или се надпреварувате сами, додека во групните спортови постојат тимови. Од индивидуалните спортови, кај девојчињата гимнастиката е секогаш популарна. Овој спорт е одличен за флексибилност, јакнење на мускулите и одржување рамнотежа. Додека кај момчињата, поречките вештини се на врвот на листата. Со редовно тренирање, преку нив ќе научите самоконтрола, дисциплина, а ќе ви овозможат и одредена доза на самодоверба. Во оваа група влегуваат и скијањето, тенисот, велосипедизмот, додека кај тимските спортови, тука е фудбалот, кошарката, ракометот и многу други. Од нив најпопуларен е фудбалот, спорт кој ги учи луѓето тимски да работат за да постигнат гол. Тој е и најпопуларниот спорт во светот. Фудбалот започнал да се игра во Англија во средниот век, кога луѓето од различни села се надпреварувале на улица. Денес во фудбалот уживаат милиони луѓе. Можеби фудбалот е најпопуларниот спорт во светот, но дали сте се запрашале кои се најстарите? Норвешките цртежи на камен покажуваат дека луѓето скијале на снег дури во камено доба. А пред 5000 години мажите тренирале за борби, вежбајќи боречки спортови. Новиот начин на живот, односно со новите изуми, се измислени и нови спортови, како што се летањето, параглајдериството и трките со моторцикли. Например, првата трка со мотори се одржала во Франција пред многу години. Без разлика за кој спорт ќе се одлучите, индивидуален или тимски, физичките вежби не одржуваат здрави. И едно запомнете, во здраво тело, здрав дух. Облаци, сонце, дожд, па виножито. За виножитото ќе зборуваме денеска. Тоа е многу интересно, има различни бои и е многу убаво. Еве како настанува.
Виножитото е една од најубавите појави во природата, а човекот долго време се прашувал што е тоа и како настанува. Се појавува после дождот, има 7 бој и е вистинска магија на небото. Но како настанува? Виножитото настанува кога на еден дел од небото врне, а на другиот грее сонце. Кога сончевите зраци поминуваат низ капките вода, тие се однесуваат како призми, прекршувајќи ја светлината и создавајќи го овој спектар на небото. За да го видите виножитото, треба да стоите така што сонцето ќе биде позади вас, а дождот пред вас. Сигурно сте ја слушнале приказната дека има злато на крајот на виножитото, но тоа нема крај. Виножитото има форма на круг, па затоа ни бега и никогаш нема да може да го стигнеме. Заедно ќе запловиме во волшебното царство на фантазијата и најубавите бајки. Со омилените ликови ќе научиме како доброто го победува злото, а љубовта е движечка сила. За вас подготвивме дел од најубавите бајки, а започнуваме со малото еленче Бамби, кое на раѓање го нарекуваат принц на шумата. Како што расте Бамби, тоа се спријателува со заекот Тампер и смрдливецот Флауер, како и неговата симпатија убавата Срна Фелин. Преку приказната го следиме неговото детство, интересните случки со пријателите, а дали тој навистина ќе стане принц на шумата, дознајте сами. Clobber him, Bambi! Bambi? Isn't that a girl's name? Come on, let's go. Just a little friendly competition. Rana. Coming, Mother. Yeah, maybe you should get going. Jeez, I was only playing around with him. Isn't that right, Bambi? Rana. I'm coming! Oh, Mom. How many times do I have to tell you? Don't interrupt me when I'm trying to make new friends. I'm sorry, dear. You big mama's boy. Why don't you run back to your mama, you big old mama's boy? Thumper. Coming, Mama. Gotta go. See ya, Bambi. Следна на нашата листа е Златокоса, приказна за девојче која од малечка била заробена во кулата на лошата вештарка. Таму можело да се влезе само преку едно мало прозорче. Еден ден принцот слушнал преубав женски глас кој барал помош. Тој, со помош на незината долга коса, успел да се качи до прозорецот и да ја здогледа убавата Златокоса. Љубовта се родила веднаш, а како принцот ја спасил Златокоса, останува сами да откриете. I am a despicable human being. Best day ever! This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. I am never going back! But that's okay. I mean, what she doesn't know won't kill her, right? Oh my gosh. This would kill her. Is it ruffians? Thugs? Have they come for me? Сигурно ја знаете приказната за зајакот и желката. Зајакот и се смеел на желката затоа што не може брзо да оди, па и предложил да се надпреваруваат, на што таа се согласила. За судија ја поканиле лисицата. Желката веднаш почнала да лази кон определената цел, додека зајакот, како многу сигурен дека ќе победи, се испружил под една сенка. Кога на крајот пристигнал на целта, таму ја нашол желката, веќе прогласена за победник. Читајте пред спиење за убави сништа и будете се со најубавите мисли и пораки кои можете да ги извлечете од бајките. Денеска во Мини Вести ќе зборуваме за занаетите, а ќе одиме и во Музеот на Македонија, каде ќе дознаеме повеќе на оваа тема. И пред крај ќе откриеме интересни факти за жирафата, цвеќињата и луѓето. Не го менувајте каналот, гледајте Мини Вести. Во минатото луѓето учеле занаети. Потоа изработувале предмети што им биле потребни. Денес многу занаети повеќе не постојат.
но убаво е да се знае историјата. Ве носиме во Музеот на Македонија. Со векови наназад луѓето изработувале предмети кои ги употребувале во секојдневниот живот. Поради тоа, во светот постојат многу занаети. Занаечиите пред многу години сами одлучувале кој занает ќе го учат, а потоа и работат. Сите занаечи се посветени на еден занает кој го знаат најдобро. Мајсторот занаетчија е човекот кој го минувал чиракувањето, станал калфа, па вешт творец. Во средниот век момчињата наречени чираци 7 години чиракувале во работилниците на мајсторите за да го научат занаетот. Рачно изработените производи никогаш не се исти. Многу занаетчии се потпишуваат на нивните уникатни дела. Во минатото занаетчиите обично ги познавале своите купувачи и изработувале производи за нивни вкус. Занаетчиите биле горди на своите изработки и вработувале контролори за да ги отстранат неквалитетните производи пред да ги пласираат на пазарот. Луѓето потоа ги носеле на продажба своите производи на отворени пазари. Често тие ги украсувале предметите за да изгледаат убаво и да му се допаднат на купувачот. Понекогаш тие ги разменувале производите за предмети кои им биле потребни, а не знаеле да ги изработат. Подоцна се пронајдени машините кои можеле да произведат повеќе идентични предмети. Машините биле мош на побрз начин, а машинските производи биле поевтини, па така многу занаети почнале да изумираат. Денес убаво изработените занаетчиски производи од старите времиња имаат голема вредност. Тоа е така бидејќи многу занаетчиски производи се произведувале за секојдневна употреба, па кога ќе се подскршеле се фрлале и оние кои останале се вистинско културно богатство. Некои луѓе се заинтересирани да ги учат старите занаети, па тие повторно стануваат популарни и не изумираат. За занаетчиството во нашата земја прашавме во Музеот на Македонија. Ве носиме таму. Јас сум Луција и денес сум повторно на интересна прошетка во Музеот на Македонија. Владо, што е занаетчество? Занаетчество е одредена вештина која применувале луѓето да изработат одредени предмети. Во минатото не постоело индустријско производство и правење на масовни производи, че секој човек бил задолжен да изработува одредени предмети, како на пример грнчарот изработувал грчари садови, потоа којунџијата изработувал садови од сребро или пак злато, или пак правел разен накит за жените од полемените материјали. Казанџијата, на пример, изработувал казани од бакар. Значи, секој се насочил во својата дејност и тоа било единична дејност и правење еден предмет од еден мајстор. Какви се занаети има во музеот? Значи, во Музеот на Македонија се презентирани 3 занаетчиски работилници. Првата е грнчарската, потоа е куинџиската, казанџиската занаетчиска работилница. Грнчарската работилница е представена со грнчарското колце на која мајсторите ги изработувале своите садови. Потоа се прикажани разновидови грнени садови од стомни, бардаци, тавчиња. Значи, се тоа може да се види во самата просторија, која е направена и адаптирана да видат и малите деца како се правило во минатото од глина до сушење на глинениот сад и изработка на готовиот предмет со разни видови на бои. Дури имаме и примера на малецки макети во кои се прикажува како се печела глина. Значи, целиот процес на правење од топка глина до изработка на готов сад е прикажана на таа работилница. Следната работилница е куинџиската работилница, кој во неја прикажан целиот алат, мелот кај што се топило среброто или пак златото или пак другите метали, потоа разните клешти кои можеле да се адаптират и се применат за да се сечат металот, разни видови на чекани, полудрагите камења, разни видови на прашини од метали кои ги потребувале мајсторите за да прават разни легури и тие да се применат потоа, да се скомбинират и да се направат одредени предмети или пак наки за жените кои бил дефинитивно доминантен во минатото да се прави од кујунџи, да биде специфично изработен и да биде убав пример за на свадба кој секоја девојка сакала да има уникатен накит и убав.
Последната е казанџиската работилница. Казанџиите изработувале разни садови од бакар, кој потоа се калеисувал. Бакарот е материјал кој бил мек и со црвенкаста боја, но е штетен за човечкиот организам, поточно е отровен. Затоа се калеисува, за да има црвенкаста боја и за да може во него да се приготвува храна или да се приноси вода. Казанџиите изработувале вако садови со тоа што седнувале на работната маса, наковалната им била меѓу нозете и со помош на разни видови на чекани тие го изработувале садот. Тоа бил мачен занет, да се добие еден готов производ требало 3 до 4.000 удари, можеби повеќе, потоа требало да се облику во садот и да се затопли на огништето, се загрее и да се залепи дното. Тие се биле едноставните ѓумови за вода, додека другите биле казани и сани садови за приготвување на храна. Убавите предмети тие од казанџискиот занет се користеле и се украсувале со гравура. Гравура е како еден вид гребење на самите садови. И на крај, ако сакате повеќе да дознаете за овие занаети, слободно може да дојдете во Музеот на Македонија, каде ние ќе ви објасниме. Можам ли јас да научам некој занает? Во Музеот на Македонија имаме едукативни работилници со кои можете и најмалите да се запознаат со старите занаети од минатото. Конкретно може да работат како грнчари, како мали грнчари, да ги обучиме како настанал занаетот грнчарство, од кај потекнува, од кое време, како се приготвува вината, како се печела во минатото, потоа самите тие да направат сати да бидат грнчари, потоа да го фарбат и да научат какви видови на садови постојат во минатото. Исто така имаме и специјална едукативна работилница за ткање, кој на тој начин ќе се запознаат децата како се создавала облеката во минатото, а не денес така лесно да отидат да ја купат во продавница, туку да видат дека во минатото се правило рачно со нивните прсти и со помош на водна и да работат на малицки разбои како мали ткаачи. И да се разбира, ти можеш да дојдеш и да научиш некој од овие занаети во Музеот на Македонија. Ти благодарам, Владо, ви поканувам и вас да прошетате интересна прошетка во Музеот на Македонија. Дали имате прашања на кои немате одговор? Секако, но добро е што не имате нас. Ние ќе ви одговориме дел од нив. Например, зашто жирафата има долг врат? Дознајте веднаш. Во нашите глави секојдневно имаме по 100 прашања на кои најчесто немаме одговор, но зошто прашањата да ни бидат одговорени кога информациите се подостапни од било кога? Например, зошто дува ветер? Ветерот дува бидејќи топлиот воздух се движи нагоре, а постудениот воздух влегува на неговото место. А зошто цекињата се разнобојни? За со своите бои и мириси да ги привлечат инсектите. Прелетувајќи од цвет на цвет, тие го разнесуваат поленот, прашец кој што ги оплодува растенијата. И дали знаете зошто жирафата има долг врат? Жирафата е тревопасно животно. Со долгиот врат успева да ги јаде листовите од високите дрвја во саваната. И ајде да зборуваме за замоци. Зошто во средниот век луѓето живееле токму таму? Замоците биле градени на ридови за да можат властителите да ја надгледуваат целата околина. Зад зидините некогаш имало и цели населби во кои за солниште наоѓале војниците, селаните и занаечиите. И за крај, зошто кога сме настинати не разликуваме мириси? Одговорот на ова прашање е бидејќи слуста што се создава од настинката го прикрива сетилото за мирис. Тоа е снабдено со влакненца во носот и потоа мирисите ги пренесува до мозокот, па кога ни е заднато носето, ние не чувствуваме мириси. Драги другарчиња, нашата дружба завршува токму тука. Не заборавајте да ни ставите лайк на Facebook. А гледајте ни и на нашиот YouTube канал. Чао!